zdravo na siti i dobrodošli nazad na мојот YouTube канал. Нов ден, ново видео. Како што гледате по насловот, во денешното видео одлучив да ви покажам на кој начин јас ги уредувам моите фотографии за на Instagram. И не случајно го снимам ова видео, затоа што во секој оној момент кога ќе ве прашам што би сакале да ви снимам, масовно барате од мене да направам видео во кое што детално ќе ви објаснам како јас тоа ги уредувам моите фотографии. Јас за себе не мислам дека го имам идеалниот фит на Instagram, ниту сметам дека моите фотографии се нешто мега гига добро уредени, но се трудам тоа да биде така и вие тоа го забележувате очигледно, што од мене барате да снимам вакво видео, така што јас со задоволство ќе ви покажам на кој начин ги уредувам, односно едитирам моите фотографии. На самиот почеток би требало со вас да споделам дека фотографиите ги уредувам само исклучиво преку телефон. Порано тоа го правев на лаптоп и тогаш користев две програмчиња, се вика Photoscape и Photoeditor. Моментално тоа го работам само на телефон и користам Lightroom и Airbrush. Кога се решив конечно да ви го снимам ова видео, бев малку скептичен затоа што во истото ќе ви ги открием сите оние тајни заменување на личниот опис на фотографиите, но генерално тоа е валјда поентата на видеото, така што уживајте. Се повлеков малку на страна за овде некаде да ви го ставам она што јас го работам на телефон. Секогаш прво фотографијата ја уредувам на Airbrush, затоа што таму се тие основни опции за чистење на лице, избелување на заби и слично. Сега всушност ќе видите кој од опциите јас ги користам. Одбрав една фотографија од звездите на Грант, така што може и самите да забележите дека малку сум испотен на фотографијата затоа што кожата ми свети. Тоа сакам некако да го неутрализирам. Малку ќе ги избелам забите, малку ќе се поднаместам како што јас сакам тоа да изгледа, така што уживајте. Прво секогаш ја користам ова опција Smooth. Еве, прво одиме на Smooth. Океј. И што се случува? Овде идам на тоа као Double Smooth, односно Smoother, не знам како се чита. Океј. И сега мазниме. И самите забележувате валјда што се случува. И се не мора толку, значи јас се сакам да ви покажам драстично за да сватите за каков ефект, односно за каква опција станува збор. Океј, со истото ќе помина малку и преку рацете за просто да не се познава дека сум ја користел опцијата само на лицето. Океј, да не претерувам, мислам дека е доволно што се однесува до Smoother. Забележувате валјда дека цел сум измазнат ко порцеланска кукла. И следно што користам е Whiten, односно за опција за избелување на заби. Со оваа опција морате да внимавате, затоа што многу лесно можете да претерате. И ја тоа многу често го правам и сите масовно ме прашувате што користиш за избелување на заби, алудирајќи на пасти, некои чуда и глупости, меѓутоа користам Airbrush. Еве како тоа изгледа. Малце ке намалам сајз. Ќе поминам не заби. Се генерално забите и така стварно да ми се бели во живо, под жолти рефлектори не може толку да ми се бели. Меѓутоа, јас сакам така да си ги избелам, еве и очите малци ги избелувам. Ќе ја избелам малци позадинава. Океј, овде има некоја опција Brighten, како се вика, не знам. Не ја користам најчесто на очите, кога ќе поминам со тоа таквото преку очите, некако доаѓа до израз, така што само исклучиво за тоа ја користам, иако не знам конкретно за што служи. И ова е последната опција што ја користам, не знам како се чита, да не се бламирам, валјда Reshape. Вајда. Ова најчесто го користам за да вовлечам нешто или да како се вика тоа? Сега ќе видите за што служи као. Еве на пример косава овде, као малку ми е вдлабната и јас сакам да ја излечам нагоре.
на пример. Вајде сконтавте што сакам, што правам со ова. Еве, на пример, овде, под брадокот не ми се допаѓа, ја малку ќе го вовлечам за тоа да изгледа некако попристојно. Ова се тактики од $1.000.000, ова кошта пари, човеч. Океј, овде некаде ќе завршам со овие опции за менување на личен опис, што ги нуди ова апликација. Сега идеме доле у Tools, овде користам некои опции за, например, контраст, highlights, shadows и така натаму. Овде, еве, гледате која е разликава, сега нема нешто многу да користам. Не знам дали некогаш ќе излезе ова фотографија на мојот Instagram профил. Вака уредена, може би ќе ја преуредам ако некогаш ја објавам. Како и да е, вака ќе ја сочуваме и преминуваме на Lightroom. Јас Lightroom најчесто го користам за менување на бои, односно уредување на бои, затоа што на Lightroom има многу повеќе опции за разлика од Airbrush, иако и на Airbrush имате супер ефекти кои јас порано ги користев, меѓутоа откако научив да уредувам фотографии на Lightroom, престанав тоа да го правам на Airbrush. Еве ја додадов фотографијата у Lightroom. Океј, овде постојат веќе некои готови ефекти, најчесто го користам овој 0.3 или 0.4, тие некако ми се најпримамливи. На ова фотографија конкретно мислам дека овој 0.3 одговара многу повеќе, така што ќе го ставиме на пример 30, затоа што прејак е. Океј, еве 33, небитно. И сега одиме на Color и овде менуваме бои. Например, еве кога ќе ставиме вака жолткаста, се менува вајда кожата, се менува логото позади звездите на Гранд. Елеко вајда, пошто све спаѓа у таа жолткаста. Еве вајда забележувате. Ја ќе оставам да биде по-портокалово. Така. Добро. Сега, например, ќе ставам црвенкасто, да видам што ќе ми менја. Ова, добро, исто така. Добро, супер. Жал ми е што нема повеќе бои, например, кога сте сликани во природа, на трева, у шума и така натаму. Може многу убави фотографии да направите благодарение на нови опции кои Lightroom ги нуди, односно менување на бои. Ова би било, например, финалната фотографија што јас би ја објавил на Instagram. Така што, еве. Ја експортавме и ова фотографија моментално се наоѓа во мојата галерија и спремна е за објавување на Instagram. И тоа најверојатно ќе го направам во јануари, кога ќе се емитува емисијата од Звездите на Гранд, во која што вака облечен настапувам и јас. Епа, другари, јас искрено се надевам дека ви се допадна денешното видео. На еден вистински начин се потрудив да ви доловам како јас тоа ги уредувам моите фотографии. Доколку тоа е така, не заборавајте да оставите лайк. Доколку се уште не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа веднаш и не заборавајте да го посетите мојот Instagram профил. А ние се гледаме веќе утре во исто време на исто место. Чао!